Пратениците на денешната собраниска седница ја утврдија потребата од изменување на законот за пушење по скратена постапка. Како што образложи еден од предлагачите на законот, пратеникот Томислав Тунтев, ова е истиот предлог кој во улога на опозиција минатата година во јануари беше предложен за измена и дополнување. Предлагачите излегоа со оправданост за предлогот на законот да се донесе по скратена постапка со што бараат таму каде што е дозволено сега пушењето по закон да биде дозволено и понатаму, без оглед на метеоролошките услови. Се работи за измени и дополнувања од многу мал обем. Предлагаме бришење на една алинеја, предлагаме измена на еден став од законот, сето тоа со цел да се овозможат еднакви основи за сите угостителски работници кои мака мачеа години наназад со селективната примена на законот за заштита од пушењето, не нарушувајќи ги воопшто правата на непушачите. Напротив, со овие измени и дополнувања бараме само една работа: таму каде што е дозволено сега пушењето по закон, да биде дозволено и понатаму по закон. Тунтев за законот за заштита од пушење најави јавна расправа со сите засегнати фактори. Јас ќе се обидам и моите колеги кои го подпишаа, го поддржаа овој закон, да го излобираме меѓу пратениците, независно од пратенички групи, независно од политички провениенции и независно од партиска припадност. И верувајте, за овој закон ќе организираме јавна расправа со сите фактори засегнати. Законот беше изгласан со 58 пратеници за и 41 против. Една од клучните измени која се предвидува со новите законски измени за заштита од пушењето е да се даде можност сопствениците да определат посебна просторија за пушачи, а сите останати делови јасно да ги означат како забранети за пушење цигари. Стои во предлогот за измена на членот 3. Во членот 3 ставот 1 се менува и гласи: се забранува пушењето во јавните простори од членот 2 на овој закон. Пушењето е дозволиво исклучиво надвор од деловниот објект, тераса, летна бавча и слично. Исклучиво доколку просторот е покриен и отворен најмалку од 3 страни на кои нема никакви прегради: стакло, фолии, пластифицирани, најлонски прегради и слично. Или на отворен простор кој не е покриен со тенди, чадори и слично, а кој статично е заграден: диско клубови на отворен простор, тераси, летни бавчи и слично. Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани и со истите се дава можност за заштита на правото на слободен избор и правото да се ужива во своите граѓански права, сметаат предлагачите на законот.